Додам на ваш предлог, владата го разреши директорот на Бирото за јавна безбедност во МВР, Лазар Велковски, беше именуван и нов прв човек таму, Сашо Тасевски. Подоцна Велковски доби друга одговорна позиција, шеф на одделот за борба против организиран криминал. Да. Моето прашање е зошто е недостоен да биде директор на Бирото за јавна безбедност, а е достоен да биде шеф на одделот за борба против организиран криминал? Па видите, јас кога ги образложував причините, многу јасно кажав до знаење зошто сметам дека секој функционер во Министерството за внатрешни работи треба да ги почитува принципите на кои што ние сме се договориле дека ќе работиме. Еден од тие принципи е да бидеме отчетни, да бидеме одговорни према работата, према позициите кои што ги имаме. И вие го знаете случајот кој што се случи, сметаме дека од тој аспект треба да некој да понесе одговорност заради тоа што не е можно да оставиме лош пример, лош печаток на било кој друг функционер. Меѓутоа, тоа не значи дека беше направена професионална грешка која што била злоупотребена или нанела штета на Министерството за внатрешни работи. Јас најавив веднаш дека и Лазо Велковски како професионалец во работењето во Министерството за внатрешни работи треба да го искористиме во наредниот период за да работи на одредена позиција. Тој има место советник кај мене во кабинетот, меѓутоа со наредба е шеф на оддел за организиран криминал. Околу тој случај можевме да слушнеме бројни шпекулации, меѓу другото дека може би некој ги пробил и протоколите за безбедност во Министерството, па некој одвнатре ја оддал информацијата дека джипот тргнува со таква и таква цел, да ја носи керката и другарките на керката на директорот на Бирото за јавна безбедност во Грција. Таква истрага правевте, на вистина информациите првично потекнале одвнатре од МВР? И дали е тоа може би дел од некаква внатрешна на вистина пресметка и битка на дел од структурите во полицијата? Видете, кога се случуваат вакви настани, се плетат разни приказни. Кога се случи настанот, за медиумите, за јавноста беше многу важно кој ќе ја понесе одговорност. И тоа беше секојдневно и на портали, и на медиуми и така натаму, со право, бидејќи рековме дека треба да бидеме отчетни и транспарентни. Од моментот кога соопштив одлуката дека ќе побарам негово разрешување, веднаш почна да се плетат други приказни. Зошто ќе се разрешува, дали ова пробивање на безбедносни, не знам, информации и така натаму. Прво, сакам една работа да знаете, дека джипот со кој што заминале во Грција, тој джип не е во кабинетот на директорот. И со тоа ги затварам сите шпекулации дека директорот бил мета или директорот бил следен. Тој джип е од одделот за гранични работи и со него е заминато таму. Така да, очигледно е дека по пат се нашле луѓе кои што го снимиле тој джип, кои што знаеле дека е дел од Министерството за внатрешни работи.